Сите тие проекти вредат околу 1.000.000 евра, 60 милиони денари, која што ги додели Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој за општина Прилеп. И сакам да упатам порака до граѓаните дека вкупно за овие 3 месеци од оваа година општина Прилеп во патна инфраструктура направи околу 25 километри, од кои што заедно од овие улици и патишта околу 10 километри направи реконструкција и рехабилитација на улиците во Прилеп и 15 километри направи реконструкција на населените места во општина Прилеп. И тоа, како што кажав, овој пат е дол околу 5,5 километри. Завчера започна реализацијата на регионалниот пат од Кадино село до село Галичани, во должина од околу 3,5 километри, и околу 7 километри се направи инфраструктура на улиците по населените места. Големо и Мало Коњари, Галичани, Алинци, Кадино село, Лагово, Канатларци, Тополчани, и мислам дека се заокружи пролетниот дел на градежната офанзива што ја имаше општина Прилеп. Уште еднаш сакам да упатам благодарност до Министерството за транспорт и врски и до Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој на Република Северна Македонија. Општина Прилеп заедно со Планскиот Пелагониски регион има добиено од агенцијата самата општина 3 проекти и преку Планскиот уште еден 4 и цела финансиска конструкција е 1.000.000 евра, од кои што поддршката на агенцијата е во целост, односно 100% на инвестицијата, единствено општината треба да го плати данокот на додадена вредност. Преку овие 4 проекти во општина Прилеп, меѓутоа и преку останатите 200 проекти кои што се реализираат преку оваа програма во висина од 38 милиони евра, владата на Република Северна Македонија покажува дека се грижи за создавање на еднакви услови за живот, престој и развој на мали бизниси на територијата на цела држава, односно се грижиме за равномерен регионален развој, бидејќи точно во овие предели овде самата природа покажува дека можностите кои што ги нуди Прилеп како општина и овој дел од самата општина се навистина на високо ниво и нека биде ова предизвик за сите млади луѓе да останат во државата и тука на своите огништа да започнуваат своји бизниси. Јас сакам да го поздравам овој проект, извореден проект кој што е направен од страна на општината со поддршка на Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој. Се надевам дека во натамошниот период уште многу вакви проекти како овие два што се реализирани ќе се реализираат согласно проектите кои што ги имаат општините низ нашата држава. Ако го гледаме Прилеп, Прилепскиот регион и конкретно Пелагонискиот регион, може да видиме дека станува збор за една голема офанзива, градежна офанзива која што се случува во моментот. Дел од нив наброи градоначалникот на општина Прилеп. Ќе додадам дека покрај овие сите проекти кои што се случуваа, завршени се дел на регионални патишта како што е патот од Прилеп до Вештачкото езеро, патот од Битола преку Тополчани до Прилеп. Исто така интензивно се работи на патот од Лагово до Витолиште, односно во Маријовскиот дел кој што очекуваме во текот на овој месец да биде целосно асфалтиран. Сакам да потенцирам дека привршуваат работите на патот од Фариш до Дреново, продолжува проектот од Градско до Дреново. Очекуваме овие денови од страна на банката да биде одобрен онај дел кој што се однесува на делот на експресниот пат од Фариш до Дреново, кој што ќе треба да биде тендериран во текот најверојатно на овој месец. Паралелно сакам да кажам дека дополнително се спрема и еден сериозен пакет на јавни набавки кои што треба да се извршат во јавното претпријатие за државни патишта. Од тие 7 кои што треба да бидат распишани, 6 се во овој регион. Да потенцирам дека во нив е и делот на Фариш до Прилеп, значи 19 километри реконструкција, рехабилитација на трите ленти. Дополнително имаме обезбедено средства, ИПА средства за тие 4 преостанати 4 километри каде што треба да настане проширувањето на патот од Дреново до Прилеп. Така да апсолутно сум задоволен од таа динамика. Тука не застануваме, значи обезбедени се 1.200.000 евра за локални патишта и улици за општина Прилеп. Сакам да ја најавам веќе најверојатно од наредната недела ќе биде распишан и тендерот во делот на канализацијата во Мало Коњари.